или подобен на Бога, односно да стане Бог по благодат. Токму оттаму, бидејќи и ѓаволот сакал веќе, откако ја загубил благодатта Божја, и откако повеќе ја прекинал врската со Бога и гледањето Божјо, сега тежнеел и тој кон тоа да се постане Бог, но веќе тоа оди по неприроден пат, и тој неприроден пат за да се постане Бог, станува, значи, барање начин и пат да се постане Бог без Бога, односно без Божјата благодат. Така и човекот создаден, бидејќи да по сликата Божја, по Божјата слика, како што ние велиме дека Христос, нашиот Спасител, е слика на недоливиот Бог, а човечката душа е практично слика на Бога, на Отецот, Синот и Светиот Дух, значи таа има своја триада или триединост, но не како што да повторим уште еднаш како и постапи и е три дела на душата, туку како енергија. Во ова смисла, кај човекот го поттикнал разумот, сатаната, тој да размисли да стане Бог без Бога, и така разумот практично ја презел улогата и кај луѓето со првородниот грех, кај Ева и кај Адама, и на тој начин тие, бидејќи на Ева и било понудено со зборовите да се опошта диалогот, навистина ли Господ ви рече да не јадете од познанието на дрвото на доброто и злото, на кој одговара Ева и вели не ни рече само да не јадеме, туку ни рече во кој ден ќе слусиме и ќе умреме, зашто веднаш одговара сатаната и вели не дека ќе умрете, туку кај Господ дека вие ќе станете богови. Затоа ви забрани да јадете од познанието на дрвото на доброто и злото, и тогаш ќе јави кај Ева желбата дека е убав плод за гледање и вкусен ќе биде за јадење и посака и нормално зеде од плодот и ја прекрши заповедта Божја и на тој начин се помрачи умот, практично разумот ја презема улогата на умот, престанува гледањето Божјо или поточно речено престанува можноста за совршењето Божјото совршенство, односно подобието Божјо, ја напуша благодатта Божја и ете тоа исто му го кажува и на нејзиниот маж на Адама, и Адам исто грешил, земал забранетиот плод и ете и кај него се помрачува умот и по помрачувањето на умот, улогата на умот веќе ја презема разумот. Сушност, разумот се идололатризира, односно тој сега станува идол или се обожува, го презема местото на Бога. И затоа и понатаму се слушаме кај Светиот апостол Павле, тој вели говорејќи дека тие се мудри, станаа луѓи. И местото на славата на Бога ја заменија со човечките, со смртниот човек, со животите, со птиците, со лазачите и другите така натаму, со други зборови кажано, дека кога луѓето го напуштиле Бога, кога ја престанала директната врска со Бога, кога отпаднале од Бога, со првородниот грех Адам и Ева и понатаму поколенијата како што следувале, практично тие морале и барале без Бога да најдат начини пак како ќе го постават, ќе го бараат Бога и ќе го постават на местото од Бога. Прво го поставиле се разбира разумот, а потоа почнале да ги обожуваат планетите, животните, предметите и така натаму и така натаму. Значи, душата човечка е постојано склона кон тоа да тежне кон Бога, бидејќи
така е создадена. И тогаш кога не може по правилен пат, по природен пат да стигне до Бога, тогаш оди по неприроден. Кога не може по божествен пат да се стигне до Бога, тогаш ќе оди по небожествениот или џаволскиот пат да се стигне до Бога, односно да се обожуваат веќе луѓето, предметите, животните и така натаму и така натаму. Во таа смисла, и кога станува збор за болеста на душата, ние знаеме дека сушност кога заболел умот, кога умот се помрачил, автоматски другите делови на душата истовремено се заболени. Значи и разумот, зашто ја изгубиле својата нормална функција природно да делуваат, и волјата исто така. И на тој начин заболувањето практично на умот се случува со тоа што наеднаш биле представите и фантазиите и помислите развиени со една момневица брзина, така да се рече, која што всушност доаѓа преку влијанието на сатаната на ѓаволот, и човекот на тој начин веќе не може да го гледа Бога, отпаѓа, значи, од Бога, го губи сеќавањето на Бога и на тој начин веќе се движи по еден многу лош пат понатаму и се додека кажат да се слушат телефоните. Кога веќе сме тука околу прашањето за првородниот грех, мора да кажем и тоа во што се состои најголемата опасност кај човекот. Се состои најголемата опасност токму во тој првороден грех или во гревот општо женено, после бидејќи мајка на сите гревови е гордоста, од неа после произведуваат сите гревови. И всушност, гледано од тој аспект, се случува следното. Човекот поради знаењето што го стекнува природно по човечкото живење, не по Бога, поред Бога, тој најнаш за тоа чувствува едно само задоволство, или, како што отрите очи го нарекуваат високо умие. Кога високо мисли за себе и не може некој да се рече дека се излекувал душата своја од ова од душевната болест, односно да го излекува умот од фантазиите, да го излекува умот од грешните мисли и помисли, да го излекува срцето од страстите и така натаму, и од покотите, без тоа да го направи по природен пат, да примени правилна терапија на лекување, која правилна терапија на лекување ни ја дава Светите Очи преку нивното лично искуство, светлотечкото искуство на лекувањето на душата. Имено таму се вели дека лекувањето на душата се случува преку лекување на срцето, односно ослободување на срцето од страстите, потоа или очистување на срцето од страстите, потоа исто така преку просветлување на умот, или поточно речено, преку отстранување на лошите помисли и фантазиите кои практично го поробуваат или заробуваат умот. И конечно, откако се случи првиот степен на лекување, тоа е рековно очистување на срцето, и вториот степен на просветлување на умот, кога доаѓа третиот степен кој се вика усовршување до Божјото совршенство преку благодата Божја или поточно речено обожување.
Во врска со тоа се вели дека прво што треба да се стори, ако така човек да се излекува, е да се излекува од високо умието, односно од високото мислење за себе или гордоста, како да ја наречеме, и за тоа се вели дека во таа смисла човекот треба да се труди исто така да се чувствува себе си, да се ослободи себе си и од личните знаења, односно знаењата што ги стекнуваме преку нашиот живот телесен, што би рекле, и во таа смисла и да се ослободиме дури еден светител Никита цитат вели дека дури треба да се ослободиме ние и од нашето знаење, односно знаењето што сме го стекнале ние во нашиот телесен живот, мудрост човечка и така натаму. Тоа би било она за кое се зборува во првата заповед на блаженството, блажените бедните или сиромашните по дух, зашто нивно е Царството небесно. Зашто се вели секако друго знаење, освен знаењето за Бога, е практично незнаење или, со други зборови речено, високоумие или гордост. Што значи човек што се ослободува и од своето лично стекнато знаење, тој веќе на некој начин успеа полека да почнува да долекува умот, односно да го прокршува својот ум. Во таа смисла е кажено дека всушност и после три врски или три категории на луѓето во православната црква, во православието, имено луѓе кои се лекува, кои не се лекува, луѓе кои се лекуваат и луѓе кои се потполно излекувани. Кои се оние што не се лекуваат? Тие се дали оние кои не знаат дека се болни и не знаат и затоа и не се лекуваат. Вторите се оние кои започнале да се лекуваат со просветлување на умот и со почистување на страстите и напредуваат во терапијата, во лекувањето, и тие се нормално на степенот на нивното усовршување, и тие се на вториот степен духовен, како што бил Адам пред првородниот грех. И третите се оние кои се излекувале, односно кои се обожиле, потоа што речено кои се обожуваат и напредуваат во обожувањето до Божјото совршенство. Во врска со тоа треба да направиме некои спореди од Светото писмо и од животот на нашата света православна црква. Во врска со ослободувањето од високоумието треба да имаме предвид Свети Јован Златоуст кој вели, Свети апостол Павле кој вели за себе дека е тој првиот меѓу грешните. Како практично се лекува високоумието. Свети апостол Павле вели дека е првиот меѓу грешните, односно најгрешниот човек од сите грешни, том човек во таква состојба до себе ќе се постави, тој ќе се ослободил од високоумието, односно се ослободил од високоумието. Понатаму, кога станува збор за лекувањето, вториот степен лекување, или веднаш потоа е покајанието. Без длабоко покајание не може да се очекува дека може некој да се излекува. Да го излекува својот ум, разум и волја. Затоа и Светиот апостол Петар, кој ја имал можноста да ја долови или да ја почувствува благодата Божја преку несоздадената светлина на гората Тавор, заедно со светите апостоли Јован и Јаков, и таму како се завели во тропарот дека тие колку што можеа ја поднесоа светлината.
Значи, нили беше дадена можноста да го видат, да видат Божјата слава. Славата на Христа, нашиот Спасител, кој се преобрази на гората Тавор, се подигна над планината и од него наеднаш се покажа силна светлина, која беше ги проникна и неговото тело и облеката дури, затоа се вели дека од него светла светлината посилна од што е сонцето, а облеките биле бели, што значи таа несоздадена божествена енергија, која ние нарекуваме благодат Божја, била во тој момент дошла до израз, бидејќи се уште светите апостоли не биле, така речено, крстени, зашто крстенијето на светите апостоли се смета дека било на денот на Света Петдесетница и не можеле да ја гледаат или да ја поднесат таа силна светлина, таа несоздадена светлина, затоа и тие нишкум паднале, но иако веќе искуствено ја доживеа Свети апостол Петар, таа светлина заедно со Свети Јаков и Јован брат, Јован и Јаков, апостолите, сепак по 40 дена Светиот апостол Петар се одрекува од Христа и која е сега разликата по однос на отпаѓањето, практично со одрекувањето од Христа, автоматски потегнува умот, што се вели, но кај оние што се просветлени, тоа не трае долго, бидејќи кај нив веднаш се враќа сетувањето на постоењето на Бога и одеднаш со длабоко покаяние тие не само што повторно ја задоволиваат благодатта Божја, туку уште повеќе од тоа напредуваат духовно. И затоа Светиот апостол Петар, неговото покаяние е длабоко покаяние и представува пример на покаяние, зашто не било само во моментот кога се сетил на зборовите Христови, сетил го дека не 50 пати се одрече, туку исто така дека неговиот грев го прати целиот негов живот, а затоа и секој ден кога се слушнел, сетил да пее, тој плачел до крајот на неговиот живот. Што значи, разликата измеѓу длабоко покаяние и измеѓу површно покаяние е огромна. Во површното покаяние е само признавање на гревот, а во длабокото покаяние се состои во тоа што целосно човекот кој се кае го признава гревот. Не само што го признава гревот, ветува дека нема да го повтори. И не само што ветува дека нема да го повтори, туку носи плодови на покаяние, односно сега веќе прави добродетели противни од направениот грев. Грев не се смета за опростен, се додека не се направат противни од направениот грев добродетели и за добиване на благодатта која ние можеме да ја изгубиме, односно ја губиме кога ги правиме особено против гревот. Разликата измеѓу апостолот Петар и апостолот Јуда е во следното, што и таму се вели дека Јуда се покајал, односно Јуда го признал гревот. Во тоа се однесува на неговото покаяние, а не во смисла дека тој жалел за направениот грев и дека тој одлучил да бара прошка за гревот и дека одлучил да не прави понатаму, да не греши понатаму и да прави добродетел противна на она што ја направи, што го направи гревот. Понатаму, во врска со лекувањето на душата од и на умот, и на срцето
се разбира и на волјата, ќе водеме за нештата кои практично се предмет на болеста. Најнапред треба да знаеме каде се наоѓа жариштето на болеста. Жариштето на болеста е во умот. Значи, не се наоѓа жариштето на болеста во некој друг дел на душата, не се наоѓа ни во разумот, ниту во волјата, туку во умот. Бидејќи прво умот бил помрачен, што дозволил да не раководи понатаму со разумот и со волјата, затоа сега треба при лекувањето, кога станува збор за лекувањето, да се просветли умот со лекување, односно да не дозволи оние нешта што него го помрачиле и понатаму да делуваат врз него. А што било тоа? Тоа биле сушност помислите, грешните помисли и фантазиите кои сушност сега тука во врска со помислите и фантазиите, сакам да дадам едно објаснување да стане појасно што е сушност помисла, а што е мисла, што е поим и што е фантазија. Поимот и мислата, речено онака гола мисла, без облик, без слика, без представа, тоа е порака која се испраќа и таа сама по себе не е грешна. Грешна станува кога на таа порака ќе се додаде представа или слика и таа слика практично поврзана со мислата или облик поврзан со поимот за нештото, станува и се нарекува помисла. Како пример ќе посочам именно кога ќе кажеме ние збор богатство, самиот збор богатство како гол израз, како поим, воопшто не е грешен, но ние кога на тој поим, на таа мисла ќе додадеме слика представа какво богатство замислуваме, пример богатство во пари, и автоматски на таа слика се додаваат и други слики дека треба тие пари да се употребат за нешто кое ќе биде задоволство и уживање на оној што практично сака да го прими тоа богатство. Или богатството не мора да биде во исклучиво во тоа, може да биде богатството и во наука, може да биде богатството во материјални богатства, може и во други богатства, умствени или интелектуални богатства, така натаму. Но секако тие богатства за кои станува збор, кога веќе им се додаде представа или слика, тие веќе се грешни. И затоа умот кој станува веќе роб или се поробува, и го поробува помислите, тој веќе не е слободен ум, тој е помрачен ум и тој автоматски губи врската со Бога. Во таа смисла и лекувањето, кога станува збор за лекувањето на умот од помислите, треба да се знае следното, дека човек кој сака да се ослободи од помислите, прво представите што доаѓа, односно мислата со сликата, која се нарекува помисла, треба да се одбие, да не се прифати, да се отпади, со други зборови. Пример, кога на некого ќе му се пружи една помисла со нечиста или нечестна представа, лудна представа. Во таа смисла, ако човекот со таа помисла почнува да се занимава, почнува да размислува за неја, тој веќе ја прифатил помислата и таа веќе во тој момент станува негова и тој тогаш станува род на неја, односно му го помрачува умот и понатаму
таа се развива, таа не застанува тука, таа се проширува и понатаму таа од умот преминува во срцето и станува тајна и скриена страстна желба, и таа тајна скриена страстна желба е всушност страст. И таа скриена страстна желба во душата, која постојано се повторува и се развива и се проширува и така натаму, тоа е веќе страста. Значи, да правиме сега разлика измеѓу помислите и страстите. Значи, од помислите преминува после во страсти, а страстите се продолжуваат понатаму и во похоти и преминуваат и во грешни дела. Кога зборуваме за страстите, Исус Божа страст, заедно српскиот збор, патос. Патос значи страдање или мачење или трпење на болка. Болно нешто да се трпи. Значи, тоа е цифата, а доаѓа произведено од зборот грчки патос, што значи страдам или патам или мачам или на таа смисла. Со други зборови кажемо дека страстите кои се присутни кај човекот, не треба да се смета дека се тоа нешта што се однадвор внесени некои енергии, туку напротив, да се природни енергии што ги има душата човечка, која е создадена од Бога со тие природни енергии. Тие природни енергии практично се искриво получени, значи и на тој начин тие се во лоша насока насочени и сами по себе како енергии тие не се лоши. Лошотијата е што се тие искриво получени или, како да речем, изопачени, неприродни. Значи, за пример ќе кажеме, какви треба тие да бидат. Пример, Господ на душата и дал страст да сака, љубов. Љубовта што е дадена како страст е да се сака Господ, да се љуби Господ. Човекот таа страст да се љуби Господ ја злоупотребил и он ја направил љубов кон луѓето, љубов кон животните, љубов кон предметите и така натаму. Значи ја отфрдил љубовта Божја и ја заменил, ја изопачил, ја пренасочил кон љубов кон созданијата. За да ни биде појасно ова, ќе кажам како на прашањето на оној млад човек, на Господ Исус Христа, кои се две најголеми заповеди, Господ што му рекол? Возлюби го својот Господ Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја помисла, со сета своја сила. И ближниот свој како себе си. Во што е разликата на љубовта кон Бога и на љубовта кон човек? Разликата во тоа што сите овие нешта што ги спомнавте како треба да ги љубовта кон Бога, како создател, се вели дека возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сето своја душа, со силот свој ум, со сето своја сила. Значи, сите елементи и што има душата со сето битие човечко треба Господ да се сака. Зашто? Он е создателот. И човекот не може себе си да се замисли без Бога. Односно, постоењето или вечно битието на човекот, ние го гледаме во битието на Бога. Значи, без Бога ние немаме битие. Нашето битие е само во Бога. Надвор од Бога вече не е битие. Нашето постоење е само во Бога. Надвор од Бога немаме постоење. Односно, тоа е постоење без Бога вече не постоење. Не знам колку успеам да ви објаснам, да го доловите тоа, каква е
разликата измеѓу сакањето на Бога, љубовта кон Бога, за разлика вели и ближниот свој како себе си. Значи, во поентата за ближниот свој не вели како Бога да го сакаме, туку како себе си. А ние, значи, сме создание Божие, како создание да го сметаме, да покажеме љубовта наша кон човекот, како Божјо создание, а не како кон создател. Тука е целиот проблем на целата оваа трагедија што е настаната, кога човекот, значи, со првородниот грех, нашите родители Адам и Ева, практично отставнале од Бога, се помрачил умот, предел улогата на умот разумот, кој се обожил и почнал да ги обожува созданијата, луѓето, животните, предметите, планетите, така натаму, и волјата се изопачила. Таја која треба да има ноетичната љубов или љубовта, умната љубов, љубовта кон Бога, значи со умот да се сака Господ, а не со жрдени страсти да се сака, туку со умот, и тоа е изопачено сушност, врху волјата или афективниот дел на душата. Ние треба сите тие три дела, треба според Свети Максим Исповедник, да ги насочиме кон Бога. Што значи? Со умот треба да го гледаме Бога или да го познаеме Бога, или да поставиме богопознание. Со други зборови кажано дека нема знаење друго освен знаењето на Бога. Сето друго знаење е безбожно знаење. Знаење без Бога или безбожно знаење. Сета желба или сите желбени наши чувства треба да ги насочиме кон Бога. А исто така и сета наша волја треба да ја движиме кон Бога. Значи сите три елементи на душата, и умот, и разумот, и волјата, треба да бидат целосно насочени кон Бога. Првенствено и основно. Само така може да се смета дека човек веќе кој така гледа и мисли и живее, дека стигнал до вториот степен на очистувањето, односно на просветувањето на умот. И продолжува понатаму, значи тоа не да се застане тука, туку продолжува и понатаму во обожувањето, кое е сушност и крајната цел на човечкиот живот, обожувањето во Бога, кое нема некој степен кој е завршив, како што Господ вели, биде совршени, како што е совршен вашиот Отец небесен, а тоа значи дека совршенството не се достигнува. Зашто не можеме никогаш да бидеме совршени како што е Бог совршен, бидејќи Бог е по природа совршен, а ние се усовршуваме по Божјата благодат. Во прашањето на страстите, ќе кажем и тоа дека постоја таму и има неколку како се делат страстите. Страстите се делат на телесни и душевни страсти. Телесни страсти се оние што се однесуваат на кои се поврзани со телото и со телесните желби, потреби, така натаму, а душевните се поврзани со душата. Понатаму има страсти кои се поврзани со луѓето кои живеат во овој свет или лаиците и со луѓето кои живеат во манастирите или монасите и монасините. И различни се по местото и по религиите во кои живеат едните и другите, некогаш можат да бидат и слични или исти страстите и на едните и на другите. Пример, еден кој што живее во пустињата, тој не може да биде толку заразен со страстите
со кои живее, со кои се заразени луѓето кои живеат во овој свет, бидејќи нивни се достапни сите овие средства за комуникација, каде што можноста за да се греши е многу голема, преку медиумите, преку телевизијата, преку движењето, преку работните комуникации што ги имаат луѓето, работните односи што ги имаат, така натаму, додека тие што живеат во нашиот живот, тие се особено повлечени од овој свет, тие се лишени од тие можности за да се развијат кај тие страсти. Понатаму страстите можат да се развиваат и по прашањето на возраста, имено кај децата, се развива страста за посесивноста, за да се има нешто, да се посетува, или со други корови речено она што да се приграби нешто, затоа детето се што ќе види се така, додека тоа е повеќе одраз на оној дел на душата, тоа е желбениот дел на душата, потоа кај средната возраст, односно младите, кај нив е изразена страста на мисловната страст, односно кога тие така да покажат својата интелигентност, својата интелигенција, преку докажување и амбициозност во своја преку докажување колку се способни, умни, паметни, така натаму, и исто така преку екстравагантното облекување, дотерување, сето тоа е мисловната страст, тоа е дедоизраз, мисловниот дел од душата, и кај возрастните е оној другиот дел, што го викаме повеќе чревоугодието или угодување на телото, на стоматот, на од каде што вели понатаму произведуваат многу други страсти, така натаму и така натаму. Тоа е значи според возраста да се делат тие страсти и по прашањето пак на ова прашањето на лекувањето на страстите, се лекуваат страстите не со, како што некои мислат, со уништување на страстите, туку напротив, со пренасочување на страстите. Имено, како што рековме дека Господ дал страст да се сака. Ама, дал страст да се сака Господ. Ние, значи, кога сакаме се друго освен Господ, практично, за да излечиме страста на љубовта или поточно идолопоклонството кон луѓето, кон предметите, кон богатството, кон другите нешта и така натаму, тогаш ние треба да ја пренасочиме таа страст, да биде насочена исклучиво кон Бога. Што значи, не се работи за уништување на страста, туку напротив, во пренасочување или преобразување на страста. Од еден смер кон друг смер. Исто така, кога станува збор во врска со пренасочувањето на страста, Господ се ви дал страст преку половите, мажот и жената, односно преку сексуалните потреби за раѓање на деца, дадена е таа страст, човекот ја злоупотребил таа страст, наместо да биде употребена за раѓање на деца, е злоупотребена за блуд и за предлива. Што значи за телесни уживања. Зашто природно е да се раѓаат децата на начинот на кој е создаден човекот, ама е неприродно да се злоупотребува таа страст за раѓањето на децата за уживање. Зашто ком е употребена за уживање, тогаш веќе таа е неприродна страст, односно неприроден начинот на кој се употребува таа страст. Исто така, да речеме, Господ има така наречена гнев. Господ ја дал страста како гнев
да ја имаме, ама не да се гневиме на Бога и на луѓето, на браќето, туку да се гневиме на сатаната и на неговите демони и да се гневиме на гревовите што ги правиме. И сега ние наместо таа страст на гневот против сатаната, демоните и гревот и гревовите што ги правиме, ние сме ја пренасочиле да ги мразиме луѓето, да мразиме околината во која се наоѓаме и така натаму. И сега да не ги набројувам реки другите сите страсти што ни се дадени нам, дека тие страсти можат да се побијат или да се пренасочат во друга насока и да се задобие така наречено безстрастие. Што е тоа безстрастие, се поставува прашањето, не се мислам дека човекот што го задал безстрастието, дека кај него нема никакви страсти и така натаму, и дека тоа е некоја состојба која е нединамична, туку која милува, која е како пасивна состојба, наполно пасивна состојба. Тоа не е така, напротив, афирмативна е состојбата на безстрастието. Што значи да се биде безстрастен? Значи, човек да не дозволува прво сите оние страсти што практично се јавува, тој да ги на време да ги спречи страстите, значи да се бори против тоа страстите, зборуваме за негативните страсти, страстите воопшто да запладенат со него. И сега како е види тоа, како ќе се бориме ние со тоа? Борењето е на следниот начин. Прво, вели секоја страст треба да биде поставена како некоја зверка што се ставиле во еден кафез. И сега, ако вие на зверката што е во кафезот, не и давате храна, таа полека ќе умре. Затоа вели дека ние прво треба да ги одбиваме помислите, грешните помисли и страстите што доаѓаат на нас, и на тој начин ние веќе сме почнале еден процес за уништување на тие негативни страсти, лоши страсти. Вториот е кога ние вели ќе успееме да ги пренасочиме страстите со добродетели спротивни на нив. Имено, ако некој крадел, тодеш страста кон кражбата да ја насочи на страст кон милосрдие, да дава милостиња на другите. Човекот што ќе ги победува страстите или гревовите, може и така да се рече, на тој начин што ќе создават противни на страстите негативни добри дела или добродетели, тој веќе ја постигнал целта во смисла да се ослободува од страстите. И третиот веќе момент е кога за безстрастието, кога вели има вика страст, има безстрастни и побестрастни од безстрастните. Што така тоа да каже? Дали не само оној што прави добри дела, противни на оние што се лошите, туку тој толку во доброто напредува, што практично не се привличе во напредувањето во доброто и затоа тој е и од безстрастните побестрастен. Во таа смисла што веќе него ниту помислата грешна го спречува во неговиот живот, оно што го нарушува неговиот мир или му го промачува умот, ниту страстите предизвикуваат немир во неговото срце, во неговата душа и така натаму, и тој веќе се наоѓа на вториот степен од неговото совршенство, оното влегува во третиот степен на совршенството во обожувањето. А обожувањето е степен кога човекот наполно веќе се ослободува од грешните помисли, од страстите и од желбите и со други зборови. Својот ум целосно веќе го насочил во богопознанието или богознаењето или богогледањето, понатаму из
сите своји желби, сите своји чувства, сите своји помисли му се насочени, односно мисли му се насочени кон Бога и чувствителниот или оној животениот дел, а и сета негова активност или подвиг, или подвижништво, или аскеза, или движење на душата со желба да се биде во заедница со Бога, да се заедничави со Бога, е пак таму насочено. Пак сега доаѓа сите тие три елементи на душата, и умот, и разумот, и волјата, да се целосно практично насочени кон Бога. Се поставува прашањето дали во тој и таков случај човекот е лишен од можноста да биде во средината меѓу луѓето, да води така некаква грижа и за материјалите и земјите, нешто и така натаму, и тоа се види дека да, човекот дали може и тие работи да ги прави, ама тие ништо не му значат, во смисла тие му се споредни нешта. Тоа како човек кој е целосно во нешто занесен или влюбен целосно и не му е тука целиот ум. Тука му се сите негови чувства, тука е сета негова волја. И другите работи се за него споредни и тој дури не ги забележува. Се случувало кај луѓе кои некој пример е обземен од некој чувство науката и тој само науката мисли, како пример ова ќе го наведам, и него друго ништо не го интересира. Не обрнува внимание на јадењето, толку што ќе јаде, како ќе јаде, ниту на облеката обрнува внимание, ниту на друштвото со кого ќе се дружи, ниту на сето другото му е нему споредна работа. Иако ова не е она вистинската насока, целосна или опредолба, туку ова е значи кон работи кои што се својствени на душата надвор од Бога, значи кои можат дури и тие така да го занесат човекот, а камоли човекот кој се ослободи во сите овие нешта, кои целосно ги насочи сите своји три дела од душата кон Бога, и разумот, и умот, и разумот, и волјата, и така натаму. По прашањето на рековте за страстите, зборната е за фантазијата, да додадем уште нешто во фантазијата. Што е всушност фантазијата? Фантазијата е практично представили слики кои се нереални. Ние ги создава душата. Една енергија на душата што е дадена на човекот, која се пробудила по првородниот грех кај Адама и Ева, или кај сатаната, кој е создател на тие измислени слики и представили фантазии по првородниот грех. Односно по првиот грех што го направи сатаната. Со други зборови кажано, Господ нема представа за фантазија. И Господ да нема фантазија. Господ нема фантазиите се нешто, значи, не божествено, не појмливо, измислено, искривокончено, изопашено. Значи нешто што не постои. Лажна представа, со други зборови кажано. Значи тоа се фантазиите и затоа вели фантазија нема кај Бога и кај ангелите. Фантазијата е кај ѓаволот, демоните и кај луѓето. По првородниот грех. Адам и Ева пред првородниот грех немале фантазија. Значи фантазијата се пробудила во душата на човекот како енергија по првородниот грех. Што? Само прашањето дали и Господ Исус Христос како човек ја има таа енергија за фантазијата. Дали ја има и Господ Исус Христос таа енергија за фантазијата како човек, но бидејќи незгрешен и не се појави. Сега прашањето околу лекувањето на душата уште некој што ќе кажам, па после тоа да се поставува прашање. Имено, како може и кој може да се лекува?
не може да се лекуваат луѓе кои немаат чиста вера. Што значи, услов за лекување од болестите на душата или болестите на умот, разумот и волјата е исклучиво човекот кој има чиста вера. Значи, тука спаѓа православните. Сите оние имат погрешно учење за верата, не можат да се лекуваат и да се излекуваат. Не може да стекнат обожување. Понатаму, исто така, потребно е, по примерот на Пресвета Богородица, тие што така да се лекуваат, не е доволно само, ако некој што мислат, да имаме ние светотаински живот. Светотаинскиот живот, без подвижништвото, без подвижничкиот живот, не може да се замисли за лекувањето на душата. Затоа што првите христијани или ранохристијанската црква, кога уште немало развиено монаштво, кога така натаму, тие луѓе тогаш живееле сличен или да речеме живот на монашкиот живот. Што значи, ако некој мисли дека луѓето во светот или мирјаните можат да се излекуваат без подвижништво, без аскеза, и дека аскезата им припаѓа само на монасите и на монахините и така натаму, тој е на погрешен пат, бидејќи тоа не може да биде. Некои што велат дека јас се причестив и се обочи, не е воопшто спорно дека ние не задобиваме благодатта Божја со причестната. Но дели причестната, ако не сме се очистили, односно, ако не се усовршуваме, ако не се лекуваме, ако не се влезе во вториот степен на очистување, односно просветлување на умот, тогаш таја нема да ни служи нам за задобивање на Светиот Дух, односно за благодатта Божја, туку така ќе ни биде ведот за настрашниот суд за нашето грешно живење. Не е воопшто спорно дека ја примил причестната Јуда, ама како што и читаме во молитвите пред причестна, да не ми биде твојата света тајна причест за суд или за осуда. Што значи, причестната со гревови е за суд и за осуда. Значи, во гревови, кога ја примаме причестната, ја примаме за суд и за осуда, а не ја примаме за опростување на гревовите и за вечен живот. Така што, дури епископ за ако рече некој, дека ние, христијаните, се лекуваме, ги лекуваме умот, разумот и волјата, и душите ги лекуваме само со светите тајни, тој не е на прав пат, и тој греши, и тој треба да се изобличи, и ако не се поправи, треба да се отстрани, односно да се разшири, ако е епископ. Што значи дека или свесено лице и така натаму. Понатаму, ќе кажам уште нешто околу она што се нарекува кога ќе се возгордее човек или кога ќе падне во превес. Имено, што е превеста? Превеста е од лъст или ласт, како што се вели во зборот таму, измама. Превеста е измама, значи човек кој ќе се замисли дека постигнал некое духовно совршенство до тој степен што може слободно да се гордејува дека ете стигнал на тој степен, а тоа да биде сосема лажна представа за него, бидејќи дјаволот сатаната него го навел на таква размисла. Се вели за некој монах, како пример се наведам, кај Свети манастирот кај Свети Макари Велики, кој во почетокот почнал малку као да ги разпознава монахите кои се
под дејство на Божјата благодат, а кои не се без добри монаси, така натаму, што ги напуштила Божјата благодат и така натаму, и почнал да прави поредба и рекол, тие се така добри, овие не се добри, и тука не застанала работата, после тоа почнал да кажува како кои меѓу духовниците сега се врзни, тој врзен и а ови другите не се, и сите другите ги ставили во втор присетно Свети Макарий, египетски како велики, како најголем духовник во тој манастир, што тоа не се задоволил понатаму, во неговото разпознавање, зборувам за духовните нешта, за духовниците, отишол понатаму и рекол, што Свети Макарий не ни поедеше, Свети Јован гласувал, Свети Григорий Богослов, Свети Василий Велики, тие се слободите на црквата, помник нема поголеми духовници и ние ги препознава само како такви, и тука после не се задоволил, продолжи понатаму и се имала работа со така поголеми одни светите апостоли, Свети апостол Петар и Павле се најголемите, но после тоа рекол не може да биде така, бидејќи Свети апостол Петар се одрекол од Христа, Свети апостол Павле го на црквата, и на крајот рекол нема ништо друго свето освен Бог. Един свет е Господ, нема ништо друго свето. Другото све е да никаде и никаде. И на крајот на причата, сатаната него оставили тука и им ден рекол и Господ не е свет, и вика побуде. Што значи, сведеца, кога ќе дојде, како и измама, и само измама, и буде тоа се случува. И денеска ние имаме така, некои кои се пројавуваат и покажуваат за големи духовници, така натаму. Свети Григорий Палама, па и други светители, посебно Свети Симеон Нови Богослов нагласува, вика, оние духовници, кои се терапевти духовни, кои ги лекуваат душите,